Добро, ова значи е кулминација на опсада која што трае фактички од првиот момент кога влеговме овде во општината Центар. Досега имаше опсада од внатре, затоа што вклучувајќи и вчерашната инспекција, досега имаме вкупно 13 инспекции. Вчера добив и казна од 4000 евра. Се уште гледам според документот за што сум казнет. Денеска се разбира кулминираше со една опсада од надвор. Да беа граѓани, ајки имав разбирање, ова се предсе, за жал, партиски членови, ние ги знаеме од местните комитети, од јавната администрација, меѓутоа како и да е, тоа се граѓани на не се од општина Центар, туку на Република Македонија. Јас заедно со председавачот тргнав да им се обратам, му го објаснив тоа и на командирот, меѓутоа командирот отиде, зборуваше со нив и кажа дека нема услови да се обратам на оние што се собра, бидејќи навистина сакавме заедно да им објасниме што денеска всушност има на дневен ред. Дали има прашање? Дали навистина ќе имате план да не се гради црква? Заради тоа се и протестите. Може ли да објасните јавноста да знае кои се вашите планови? Затоа го потребив зборот манипулација, значи според материјалите кои што се денеска на дневен ред, предложени за усвоење од страна на Советот, фактички ако внимателно се прочитаат, ние на тоа цело време инсистиравме, не постои никаква можност да се изврши рушење на било кој објект што се гради, се разбира тука вклучувајќи и црквата, така што целиот овој собир е непотребен, изманипулирани се луѓето дека имаме намера да рушиме или да спречиме градба на црква, тоа не е возможно според она што го предлагаме на дневен ред. Се надам дека оние што се собрани надвор ќе има доволно сила да видат дека тоа не е така и дека се изманипулирани од некој што ги собра овде. Немаме никаква намера да рушиме ништо, ниту да спречиме, како што кажав изгледа. Ќе продолжи да се гради? Црквата ќе продолжи да се гради како што ќе продолжи да се градат другите објекти. Она што материјалот го третира, она што допрва сака некој, односно се разбира владата да го прави, тоа овој план кој што, односно овој материјал кој што е предложен, не дозволува без консултација со општина Центар и со граѓаните. Ние сакаме да ставиме ред и закон во општината. Не може да има самоволие на централната власт, без разлика за која централна власт се работи, нова политичка опција на било која. Ние на крајот на кришта сакаме да го спречиме ова сечење на дрвјата, ке мора се разбира тоа да биде одобрено доколку сака некој нешто да гради од општина Центар и што е најважно од граѓаните на општина Центар. Апелирате да се смири ситуацијата? Па јас затоа со председавачот сакам на самиот почеток да се обратиме, без разлика што ја знам атмосферата, немаме што да криеме, затоа што не е точно дека имаме намера, како што кажав, да рушиме објекти, да рушиме црквата и така натаму. Не беше возможено, но апелирам да се смират страстите, да помине седмицата. Ние на граѓаните, председавачот одлучува, им се разбираат, имаат право и морат кога сака да се обратат. Кој сака граѓанин е добреден да го каже својот став, се разбира преку една делегација и јас ги повикувам најмирно да се обратат, меѓутоа што е наважно, како што прашавте вие, да овозможиме да се смират страстите, бидејќи ова што денеска го видовме, тоа не доликува се случува во општина Центар, кршење на стакла и на инвентар, потикнат од внатре од советниците, не доликува на една ваква општина во Скопје и во Република Македонија. Кога ќе продолжи седмицата и дали ќе им дозволите на граѓаните да присуствуваат на неа? Па јас имав разговор пред малку со командирот кој што е надлежен за ова подрече. Му кажав на почеток многу сериозно дека полициските сили кои што беа донесени овде беа далеку од доволни. Не сакам сега да шпекулирам дали е тоа случајно или не. Еден од нашите вработени се обрати до полицајцот кој што овој го избор ќе му кажа ние одлучуваме кога ќе реагираме и на кого ќе реагираме. Мито не сакам да влезам во таа шпекулација, дали ќе продолжи седмицата, тоа зависи пред се од МВР. Дали ќе овозможи сето тоа, сакам и председавачот апелира на тоа да продолжи седмицата, затоа што пак ќе кажам, оваа нервоза што е создадена навр, намерна, е испровоцирана вештачки со една манипулација дека ќе рушиме објекти. Сега остана прашањето дали вистинскиот мотив е црквата или нешто друго, тоа текот на времето ќе покаже.